Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Пред неколку месеци тргнав на едно книжевно патешествие и почнав да го читам Во потрага по загубеното време од францускиот писател Марсел Пруст. Роман кој што се смета за еден од најголемите, за многумина всушност и најдобриот роман кога и да е напишан. Еден од најголемите, најважните романи на 20-тиот век. Роман кој што два пати почнав претходно да го читам, го оставив. Да, има големи романи, такви монументални и големи по важност и по квалитет романи што веќе сум ги читал, меѓутоа веројатно ова ќе биде најголемиот потфат кој што сум го направил во однос на читање романи, затоа што ова е роман кој што е во 7 дела, всушност тоа се 7 романи, е распослан на 3500 страници. Го прочитав првиот дел, меѓутоа во ова видео всушност ќе зборувам, ќе биде еден вовед, затоа се насловот на видеото е на Пруст, ќе биде посветено малку на Пруст и еден вовед во потрага по загубеното време, неколку збора за овој роман, една мала ориентација, запознавање со овој роман, за што се надевам дека ќе биде полезно за секој што ќе исто така ќе се одлучи да тргне на ова патешествие. Многу често кога зборуваме за некои писатели, всушност кога зборуваме за повеќето познати писатели, може да направиме споредба меѓу некои романи, да речеме од некоја нивна творачка фаза, да речеме роман некој или драма или раскази од раната фаза, средна фаза, доцна фаза, како и да е, кај повеќето тоа може да се направи, или пак да зборуваме за некој роман што повеќе ни се допаѓа, некој помалку, да речеме, може да кажеме дека пример Злосторство и казна Достоевски, не знам, ни се допаѓа повеќе од браќата Карамазови, или може да кажеме дека на пример Норвешка шума од Мураками ни се допаѓа повеќе од 1Q84. Пример, може да се прават такви споредби, меѓутоа кога станува збор за Марсел Пруст, зборуваме само за едно дело, зборуваме за еден роман, за едно животно ремек дело, роман кој што станал еден од најголемите и најмонументални творби во историјата на литературата, како што кажа Во потрага по загубеното време. Ќе кажам нешто повеќе за тоа, не е дека Пруст ништо друго не е пишувал, меѓутоа ова е тоа дело кое што го знаеме, кој што ни го оставил како едно книжевно наследство. Неколку збора најпрво за самиот Марсел Пруст. Роден е Пруст во 1871 година во Париз. Татко му бил познат доктор, епидемиолог, бил професор на факултет. Мајка му е жена со еврејско потекло, ќерка на богат имотен банкар, значи неговото семејство било финансиски добро подкрепено. Имал исто така неколку години по неговото раѓање семејството добива уште едно дете, уште еден син, тоа е брат му, неговиот помал брат Роберт, кој исто така подоцна станува доктор. Може да кажеме дека со одредена доза на претерување секако, дека неговиот живот е еден обичен издодевен живот на еден размазен син од имотни и богати родители. Пруст што од мал сакал да пишува, значи и пишувал, меѓутоа уште на 9 годишна возраст почнале неговите први напади на астма, и тоа е состојба со која што ќе живее до крајот на својот живот, ќе се бори со тоа до годината на неговата смрт. Пруст умира многу млад, на 51 година. Поради астмата ќе има долги престои во селото Илиер во близина на Париз, а тоа место искомбинирано со домот на неговиот вујко. Тоа ќе стане модел за познатото Комбре во потрагата. Од сега натаму Во потрага по загубеното време ќе биде потрагата, за да не се чудите. Едно што е многу интересно, во 1971 година, на 100 годишнината од раѓањето на Пруст, во негова чест тоа место, тоа градче Илиер е преименувано во Илиер Комбре, што е нешто многу кул. Уште од раната младост Пруст се движи во тие високи кругови, во високо друштво, во салоните на познатите и отмени дами, и тој бил љубезен, харизматичен, културен, бил многу забавен, значи луѓето го сакале. И токму од тие кругови, всушност тој црпи материјал за ова негово ремек дело. Тоа е всушност време кога едноставно е падот всушност на аристократијата и подемот, искачувањето на една средна краѓанска класа во тоа време во Франција. Меѓутоа, некаде во средината на неговите 30 години, значи веќе онака баш живеел во тие кругови, бил популарен, значи се дружел со, не знам, грофици и луѓе од
и на високи позиции секакви луѓе, меѓутоа неговата болест која што ќе го измачува ќе стане всушност ќе биде причина за негово повлекување од високите кругови и се поголема изолација и се повеќе ќе се врти кон пишувањето, ќе се посвети целосно на пишувањето. Пруст пишувал и пред, како што кажав преска, Пруст пишувал и пред потрагата да ја напише, меѓутоа тоа биле некои пократки записи, некои пастиши, па бил правил некои имитации, кратки како есе имитации на разни познати писатели, тоа му служило на некој начин како добар тренинг за она што ќе го прави понатаму. Во 1903 година умира татко му, а во 1905 умира мајка му, кон која што бил претходно, со која што бил доста приврзан, неколку години претходно брат му се жени и заминува од дома и наставно Пруст останува сам и од тој период и поради здравието тој се населува во еден стан во кој што собата неговата соба во која што работи и живее, ќе изолира, ќе обложи со плута и ќе почне да се посвети на пишувањето, ќе пишува ноќе, ќе биде буден ноќе, ќе одмара, спие дење и тоа ќе го прави со години затоа што потрагата е пишувана над 10 години. И во тоа време почнува да пишува и планира да напише едно дело кој што ќе биде комбинација од есеистичко романескна форма, некоја кој што ќе доминира романескното и подоцна тој наслов ќе биде, тоа дело ќе биде наречено насловено против Сент-Беф и всушност тука веќе се надзира, се прави некои скици од кои што подоцна ја развива потрагата, иначе во тоа дело против Сент-Беф веќе се надзира на каде Пруст всушност ќе оди. Сега во Потрага по загубеното време е роман во 7 дела, или тоа се 7 всушност романи, од кои некои од нив биле издавани во 2 дела и јас го имам ова македонско издание, на македонски ги имаме сите, всушност тоа е многу важно, во превод на Ѓорѓи Маријановиќ, професорот, одличен превод, јас го завршив само првиот том, тоа е ова е во Потрага по загубеното време, првиот дел кој што е наречен Накај Сван, еве го тука и го консултирам исто така од време на време и англиското издание, значи на македонски ги има Магори 3 ги имаат издавано, тоа се во 12 дела сите тие негови томови. Сега пишуване повеќе од 10 години. Всушност тоа е негово сеќавање, негово навраќање на периоди од неговиот живот, почнувајќи од детството и како што сугерира всушност и самиот наслов. Да кажам неколку збора за секој од овие делови, само ќе би ги набројам да имате представа. Првиот дел е Накај Сван и објавен е во 1913 година, откако неколку издавачи веќе го одбиваат. Галимар го одбива, Андре Жит кој што е во Галимар го одбива, дури еден издавач рекол, па не знам зашто некој би сакал да чита за некој човек што 30 страни за некој човек за неговите мисли и чувства од кога ќе се разбуди, тоа е познатиот почеток на романот. Андре Жит подоцна ќе се извини и ќе каже дека тоа е едно од неговите најголеми кајања и грижа на совест што подоцна кога сватил за какво дело станува збор што го одбил и подоцна Галимар ќе го земе како издавач Пруст. Вториот дел е Во сенка на расцветените девојки, кој требало да биде издаден во 1914 година, меѓутоа издавањето било одложено поради Првата светска војна, излегува во 1919 година, ја добива наградата Гонкур, престижната француска награда за тој дел. Подоцна следува Во светот на Германтови, или Светот на Германтови, тој е објавен во 2 дела во 1920 и 1921 година. Четвртиот дел е наречен Содом и Гомора, исто така излегува во 2 дела, 21 и 22 година. И подоцна, значи, веќе петиот дел Затвореничка, 23 година, е прв што е објавен постхумно. Значи, Пруст умира во 22 година, некои напишани се сите делови, меѓутоа не се едитирани, не се уредени, биле до некаде спремни за и тие излегуваат. Тоа е исто така наречениот роман за Албертина. Шестиот дел е Бегалка, исто така постхумно 25 година и последниот дел Пронајденото време е објавен во 1927 година. Всушност овој дел е пишуван паралелно со Накај Сван, значи последниот дел и првиот ги пишувал паралелно и меѓутоа го дотерувал, како што ги пишувал и тие делови помеѓу, го дотерувал тој дел.
Неколку збора за самата потрага за овој монументален роман. Значи, според Лидија Дејвис, која што всушност е една од преводувачите на Пруст, ова е еден од поновите преводи на англиски, ова е Накај Сван е нејзин многу фален превод. Таа вели дека потрагата не е автобиографски роман маскиран како фикција, токму спротивното, тоа е фикција маскирана како автобиографија. Значи, иако Прустовиот живот и неговото лично животно искуство се материјалот од кој што е оформен овој роман, сепак работите се променети, прекомбинирани, обликувани да оформат кохерентен и осмислен фикциски артефакт. Начинот на кој што Пруст пишува за минатото, тоа е интересно, е преку така наречената неволна меморија, или на англиски е преведувана како involuntary memory. Меморија која што е активирана преку сетилата за вкус, мирис, допир и звук. Значи, нешто не е што планираш да се потсетиш на нешто и да го повикаш од сеќавањето од меморијата во твојата свест, туку тоа е нешто што се случува при некој допир со нешто преку твоите сетила. Значи, таа е неволна, непланирана, те удира кога не си свесен таа меморија, тие сеќавања. Најпознатата е една многу култна сцена, една од најпознатите сцени во литературата, која што се наоѓа во овој прв дел во Комбре, во Накај Сван, е сцената со колачето Мадлен. Тоа е едно сунгересто такво колаче и Пруст, нели, главниот лик е во посета на неговата тетка и ќе натопи, ќе макне едно такво колаче Мадлен во чај од липа, ќе го вкуси, ќе го изеде тоа колаче и тука се отварен цел свет на сеќавање. Тука се активира, тоа е еден тригер за целиот свет на неговото детство и неговото минато се отворени преку тоа сетилно искуство, преку тоа колаче кое што го потсеќа на неговото детство. И интересно е што минатото е скриено, ова е цитат, во областа што е надвор од досегот на интелектот. Значи, во некој материјален објект, во сензацијата што тој материјален предмет ќе ни ја даде ако е него очекуваме. Во нешто што е надвор од нас, во некој предмет кој што го сознаваме, го преципираме со сетилата и се отвара нешто што е многу повисоко од интелектот и целото наше минато или некаква сцена ни оживува токму преку тоа. И таа неволна меморија всушност му дозволува одново да ги оживее неговите минати верзии на она што веќе го одживеал. Во Мадленот тој го мирисе и го вкусува целото негово загубено детство. Токму таму тој го победува времето, колку е да е тоа само миговно. Токму во тој миг кога ќе слушнеме некоја песна или ќе помирисаме некаква храна, одеднаш сме транспортирани во минатото и тогаш се чини дека времето нема моќ над нас. Тогаш го трансцендираме времето. Таа е древна мистерија, тој е еден стар непријател на човекот кој што е тешко да се дефинира, тешко да се сумира, едноставно да му се фати крајот на времето. И токму преку тие моменти кои што оживуваат преку сетилата, ние на некој начин во тие кратки мигови го победуваме времето. Тоа повторно преживување на некогашните состојби, тој некогашен живот кој пред нас повторно оживува, тој живот единствен и ненадоместлив во својата минливост представува за Пруст победа над времето. Моментите предизвикани од нашата афективна меморија представуваат само кратки проблесоци во кои може да се види минатото, а едно уметничко создавање може да го сопре и трајно да го фиксира она што нашата вообичаена свест го смета за неповратно изгубено. Во уметничка творба во смисла токму преку пишувањето на овие сеќавања, тој ги вади тие сеќавања, ги претвара во уметност и на некој начин со тоа ги фиксира и успева да го трансцендира времето преку тоа. Во творештвото на Пруст всушност кај него наоѓаме врски исто така меѓу импресионизмот и сликарскиот стил, правец на импресионизмот, и исто така во овој поговор тука на македонското издание Влада Урошевиќ прави една многу убава споредба тоа како Пруст можеме да го споредиме со импресионистите, како затоа што во потрагата е полна со
референции од сликарството и затоа треба овој роман да се чита онака баш полека, да се вкуси секоја реченица. Некојаш сега имаме достапен преку Google, може да изгугламе кој е тој уметник, кој е тај, од кој е тој град, која е таа слика за која што Пруст зборува. И професорот Урошевиќ вели несомнено е дека импресионистичкото сликарство и прозата на Пруст имаат бројни допирни точки. Тоа е мощно често истата сценографија, истиот свет на уживање во едноставните радости на животот, истата еуфоричност на градскиот жител кој во неделно утро излезен надвор од градот ја открива со воскит природата, истата наклонетост кон безгрижното препуштање на лесната опиеност со сетилните впечатоци. Сетилните впечатоци се клучни во прозата на Пруст. Да се фиксира мигот, неговата единственост и неповторливост, да се фати аголот на осветлувањето, мирисот, вкусот, особената боја на зданијата и на пейсажот во еден дел од денот, да се овековечи минливоста. Тоа е тоа. Професорот ова кажал на феноменален начин. Тоа се нештата кои во прозата на Пруст како цел и како суштина се преземени од платната на сликарите импресионисти. Нешто друго што не сме да се заборави дека ова е еден од врвот на психолошкиот роман. Ова е психолошки роман, а само анализата, расчленувањето на сетилните впечатоци, ова исто Урошевиќ го вели, минуциозното опишување на психолошките состојби достигнуваат ниво на изостреност и прецизност што пред тоа во прозата никогаш не било постигнато. Тоа е бескрајно нијансирање на внатрешните доживувања. И токму така, кога го читаме, Пруст се добива впечаток за едно нешто. Тоа е дека тоа е еден од оние ретки писатели, ако не и единствени, не надминат, кои можат со зборови да ја опишат психологијата на човечкото сетилно искуство и што ќе ве натера да кажете да, и јас го имам доживеано истото, или јас имам доживеано нешто слично, меѓутоа ни оддалеку не би можел да го преточам, да го доловам тоа во зборови како што тоа го може Пруст. Пруст е во таа смисла ненадминат. Тоа е тие сетилни доживувања, тие како што вели и Урошевиќ, игра на бои, на доживување, на вкусови, на музика, е мајстор да ги објасни. И затоа многу познати писатели биле воодушевени и низ историјата и сметаат дека ова е најголемиот роман кој што останува тоа да го прочитате и сами да кажете. Јас го прочитав првиот дел и наредното видео, во едно од наредните видеа всушност ќе биде посветено токму на Накај Сван, во кој што ќе направам малку подетална анализа само на овој, на првиот роман. Јас не планирам да застанам тука, планирам да го исчитам, можеби ќе ми треба 2 години, 3 години, не е ни важно, затоа што Пруст не се чита, не треба се чита на брзина. Неговиот роман не е роман на акција, на не знам брзо действие, туку е роман психолошки, роман на суптилни, нијансирани описи. Затоа заедно со и многу други писатели, и Вирџинија Волф, и многу Џозеф Конрад и многу други кои што сметаат дека Пруст е врвот во литературата, ве поканувам да заедно тргнеме накај Пруст, да тргнеме накај Марсел Пруст, да тргнеме накај неговата потрага и да видиме сами за себе и да одлучиме дали ова е едно од најголемите дела во литературата. Тука завршувам со ова видео, ве поканувам да ме заследите на YouTube, на Facebook, на Instagram, стиснете лайк на ова видео, стиснете subscribe на каналот и на звончето ако не сте го направиле тоа, читајте добри книги и се гледаме во наредното видео. Чао!